Добра вечер. И го скројали политичките партии тесниот телек на борбата против корупцијата во земјава. Го изиграали со меѓупартиски договор, уште еднаш механизмот за контрола, кој и со каков интегритет влегува во независните тела. По 14 месеци од актуелниот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата, незината председателка Татјана Димитровска, избрана со максимален број на бодови од политичките партии, е под кривична истрага за оддавање на службена тајна. Ке биде ли ДКСК новото СЈ во укривањето на довербата кај граѓаните во борбата против корупцијата? Може ли да се спаси угледот и интегритетот на антикорупцијска само со оставка на незината председателка, или ќе биде потребна подетална ревизија на незината работа? Каде затајуваат внатрешните контроли и механизми за проверка на интегритетот во институциите? Дали е на потек собранието и кои можности му стојат на располагање за расчистување на случувањата околу ДКСК? Но пред дебатата за последните случувања во Државната комисија за спречување на корупција, во вечерашната топ тема ќе проговориме за она што се случуваше денеска, а тоа е маршот на ангелите, маршот на семејствата на настраданите во трагедијата во Кочани, кој денеска во Скопје бара одговор и одговорност од надлежните за истрагата, но и од политичарите и функционерите за настраданите во пожарот во дискотеката Пулс. Со мене вечерва во студиото се професорката Неда Здравева, председателка на Хелсинскиот комитет за човекови права. Добра вечер. Добра вечер. И Горан Трпеновски, поранешен член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Како што ја најавив, ќе почнеме со она што беше актуелно денеска, и пред да почнеме со анализата, би сакала да го погледнеме прилогот кој го подготви мојот колега Петар Догов за она што се случуваше и пред јавното обвинителство, пред собранието, но и во Министерството за внатрешни работи, каде што беа денеска семејствата на загинатите и настраданите од пожарот во Кочани. Без масовност, но со моќни пораки пред институциите. Вака помина денешниот марш за ангелите, на родителите и блиските на загинатите од дискотеката на смртта во Кочани. Кочанчани го преселија револтот и гневот од нивниот град во центарот на Скопје, пред главните институции. На моменти тишината зборуваше повеќе од било која парола, а фотографиите на загинатите и транспарентите со пораки постојано беа високо во воздух. Трагедијата можеше да се спречи ако не задоцнеа институциите. Роднините на жртвите јасно им порачаа на функционерите што мислат за нивната работа. Наодговорни се јавното обвинителство на нашата држава и Министерството за внатрешни работи. Зошто? Просто причина. Јавно обвинителство. Дали еднаш има излегнато под допред глас? Значи, обврска законска, обврска уставна. Дали еднаш има излегнато под допрен глас? Ни еднаш. Еве. Еве, гледате, снимајте сите. Еве. И не се само овие 62 деца. Не се само овие 62 деца. 62 деца. Уште 170 до 200 деца се повредени. Доживотно останати ќе останат инвалиди, физички, психички. На собраните не се задржаа многу на плоштадот и директно се упатија пред собранието. Таму повеќе мина го пуштија својот глас и порачаа: системот ни ги уби децата. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија. Кој мислил што ги очекува? Какви лиценци, какви дозволи, какви прегледи е правено? Кој е тоа водил математика? Само пари, пари, пари и ништо друго. И сега нашите деца да ги нема за 3 дена, не начека 25-ти роден ден. Радуваше се. Нашето е завршено со завршувањето на нивниот живот. Со неговата добрина и неговото ангелско лице гледаше да спасе многу животи, но за жал неговиот не. А зошто? Затоа што беа оставени сами на себе да се борат и да се спасуваат едни со други. Тој беше толку многу хуман што не можел да ги остави своите другари да загинат. Каде се другарите, таму и тој. До последна надеж, со клучот во својата рака да спаси нечiji живот, до неговата кола го загубува и својот. Има ли некој да не објасни нешто?
Каква е оваа држава што плаќам ја 22 години данок? Еден денар не сум дужен. Еден денар, ако дојдат нека ме затворат сите. 22 години сум приватен. Јас лично, со мојот ортак, 22 години трпам. Никој не може да ми скочи тука. Вчера платив еден тон пари. На нив ги дадев. На нив, за да не чуват. Кој не чува? Освен лагите, кои што секојдневно ги измислуваат, ништо друго не добивме. Роднините на жртвите повикуваа пратениците да дојдат и да се соочат со нив, додека љубопитни административци од собраниската служба дзирнуваа низ прозорците. А потоа пратеници дојдоа лице во лице со ожалостените кочанчани, но само оние од опозицијата добија предупредување да не печалат политички поени на ова, а дадоа ветување дека нема да ја политизираат трагедијата. Вие за време на избори и инаку исто така имате одење кочани. Така ли е? Ја знаете дискотеката Пулс, која што веќе вашите колеги ја нарекоа штала, во која што штала и самите биле. Ако сакаа индиректно да кажат дека ние граѓаните од Кочани сме говеда па сме влегувале во штала, и тие биле затоа што тие биле во таа штала. Се сеќавам кога бевте на власт, имаше 2 решенија за забрана за работа на шталата. Но пократко се повлековте потоа од власт. Што се случи со 2 решенија кои што ги имаше донесено Министерството за внатрешни работи за престанок на работа на шталата? Дали имате таква информација? Ај прво на прашањето. Не знам на вистина и затоа ние цело време од почетокот, непосредно после трагедијата, даваме подршка на институциите да имаат неселективна работа и истрага. Ви сте устивали државу. Нема да мислите ка ви забравяме. Ваша штета е Разлика нема. Нека ми ја Имаш ли дечки? Барем една секунда да го заменат ликот на овој дете со ликот на нивното дете. Барем една секунда. Ме разбирате ли што ви зборам сега? Една секунда. Од нефункционалност. Додека кочанчани стоеа пред собраниската зграда, внатре беше во тек седница за интерпелација на работата на министерот за внатрешни работи. Но наместо јавно пред сите да се соочи со нив, Тошковски ги повика во МВР за да се сретне со нив за затворени врати. Ова беше дел од она што се случуваше денеска пред јавното обвинителство и пред собранието. Дел од семејствата, дел од членовите на семејствата беа во јавното обвинителство денеска, каде од јавниот обвинител и од обвинителите кои работат на случајот им било, така барем беше соопштението, гласеше од јавното обвинителство, презентирано до каде истрагата и каде ќе води. Исто беа и во Министерството за внатрешни работи, се одзва дел од нив на повикот на министерот Тошковски, каде што малку беше тензична атмосферата, исто бара одговори од него, но еве, го погледнавме прилогот на колегата, на вистина и кога се гледа има една болка и тага кај овие луѓе која ги потресува. Мене барем не ми е пријатно и не треба да биде пријатно кога се гледува, но дали некој го вистински го слушна крикот на овие луѓе денеска или се ќе заврши како и кај нас со еден ден замина, си отидоа и животот тука во Скопје на политичарите, на функционерите си продолжува како ништо да не се случило. Повелете кој сака нема да пред нас на дамата. Благодарам. Многу е тешко да се зборува после ваков прилог. Заради тоа што ова се крици на 60-тина членови на семејства, роднини, мајки, татковци, кои жалат за своите деца и за оние кои што ги изгубиле. И ова е дефинитивно една од најстрашните трагедии кои што се има случано во нашата историја. Клучното прашање е дали требаше да почекаме да се случи ваква никаква трагедија, за жал, за да почнат да се преземаат многу поодлучни акции. Овие луѓе, како и сите граѓани во оваа држава, не ги интересира која партија е на власт.
кога встапувате во сообраќај, не ве интересира која партија, коалиција, партии се на власт, ве интересира безбедно да стигнете дома, кога родителите ги пуштаат децата во дискотека, каква и да е таа единствената во градот во кој што живеат или една од многуте во градот каде што живеат, ги интересира да се вратат живи и здрави дома, верувајќи дека институциите на системот, кои тие го плаќаат од своите даноци, од даноците кои што ги плаќаат, и тоа не е перпетум мобиле, не се движи само од себе, се финансира од даноците, функционираат, или дека во ситуациите кога нешто ќе затаи во тој систем на функционирање, ќе се активира некој друг механизам што тоа ќе го поттикне, што ќе повика на одговорност и слично. Од тука би рекла дека вакви крици, ова се најболните и најужасните кои што оваа држава ги има слушнато во последните години, но вакви крици постојат одамна. И може би неслушањето на оние кои што бараа поинаку или бараат се уште поинаку е она што или оглушувањето на потребата да биде поинаку, во чии интереси дополнително ќе се огледа, е она што доведе до овде. Се уште се слушаат и криците на Ласкарци, на Беса Транс, на модуларната болница. Тие случаи се уште немаат ни судска завршница. Ке заврши ли овој случај со години влечење по судови, заборав некаков од јавноста, некако не освестија предходните несреќи, предизвикани точно исто така поради корупција и неследење на прописите, и сега го имаме кочани. Задоцнија ли институциите? Институциите не само што задоцнија, туку тие доцна 30 години, за жал. Ова е само, се надевам да е финале на една досегашна неработа, корупција, нефункционалност на системот. Се надевам дека институциите и сите ние после кочани ќе влечеме голема паука, бидејќи најбитното е од вакви трагедии, не само од овие претходните кои што ги набра, е ние како општество, институциите, функционерите да излежат паука, односно да спречат веќе да не се случи таква работа. Ја мислам дека сега нешто се почна, но мислам дека уште не сме свесни, гледајќи како се однесуваат. Значи, кога има вакви работи, кога има трагедии, каде што има голем број на загинати, значи ова можам да направам паралела со војната во Газа, 60 мртви, 200 погинати, немаш ни во еден напад ни во Газа, ни повредени, немаш ни во војна, значи толкав број. И за жал тоа покажа една голема неспособност на системот, кој што корупцијата, сите функционери од скоро 30 години можда прогледувале низ прсти на сите неправилности, односно за пари, најповеќе за мито за пари, си мислиш, мене нема ова да ми се случи. Но ете, се случи. И сега за родниниве на погинативе деца, семејствава, крикот кој што го плаќаат, ги разбирам, тие имаат голема мака. Тие најдобро знаат кој се одговорен за трагедијата во Кочани. А дали ќе успее обвинителството да го истера целиот случај како што треба, зависи од храброста на обвинителот. Дали ќе ги открие вистинските виновници за целиот случај. И сите виновници. Плюс тие што се непосредно за пожарот и плюс што системот долги години не функционирал и кој се во тој систем направил повреди за да може да одговара. Јавноста е будна, јавноста го следи случајов. Ако мислам дека може да се работите да се стават под тепих, имајќи предвид во минатото, што ги набра Беса Транс, Ласкарци, модуларната болница, тоа однесување на обвинителството и на тогашната власт
ги кошташе огромно губење на власта. Сега мора да се излечат институциите од ова поука. Но не треба само да биде дали некој ќе остане или не на власт, колку ќе го чини, туку дали функционираат институциите во контролата. И еве повикот на семејствата е дека уствари нивното укажување е дека они се сомневаат на селективност во истрагата. Постои ли, има ли причина за тоа? Основали се нивните стравувања дека нема сите да бидат лоцирани и казнети за тоа што се случи во Кочани? Останувањето на власт, на било која, било чија власт е последното нешто што граѓаните ги интересира и треба да ги интересира. Нечија партиска политичка агенда. Граѓаните сакаат функционален систем без оглед на тоа кој е на власт и кога е на власт. Оваа држава има определени функции кои што апсолутно не смее да зависат од тоа која партија, коалиција, како сакате наречете го тоа здружување за остварување на определени власти функционира. Граѓаните се сведоци повеќе од 30 години на тоа дека правдата е селективна во оваа држава. И кога зборувам за правдата, јас не зборувам само за ова што вие го велите корупција на високи јавни службеници. Туку зборувам за тоа дека не веруваат на општинскиот службеник, дека не веруваат на позорникарот во полициската станица во местото во кое што живеат, дека не веруваат на јавниот обвинител, на судијата, на претседателот на собрание, на сите подеднакво не веруваат заради тоа што до сега не виделе резултати за функционалноста на кој што може да веруваат. Просечно годишно во Хелсиншкиот комитет за човекови права добиваме околу помеѓу 20 и 30 барања за мониторинг на судски постапки. Тоа не е заради тоа што некој ете така сака да се вклучи комитетот во. Тоа е затоа што не веруваат во системот на спроведување на правдата во оваа држава, па чувствуваат потреба некој стручен, независен да се вклучи во наблюдувањето на тие процеси. Да не зборувам за бројот на барања за бесплатна правна помош која што се добиваат за остварување на определени права, многу често и пред административните органи. Од тука кога ние многу можеме паушално да кажеме ова е резултат на мито, на корупција, и нема да погрешиме. Дека само прашањето е од каде почнува до каде завршува. И кога ќе се проследи сето тоа од првата до последната алка во тој синџир, без разлика на нечија, повторно ќе кажам, партиска припадност, политичка определба, тоа стварно нема врска никаква со едното со другото. Правда и партии не треба да се мешаат. И од семејството едноставно е барањето. Викаат кој губи нашите ангели. Значи тие не прашуваат дали Горан, дали не да. Едноставно. Кој ги губи нашите деца. Институции мора на тоа прашање да одговорат. Ако не одговорат на тоа прашање, мислам дека што зборуваш и не само недовербата, значи не само во сите алки, значи немаме доверба што се вика ни овде немам доверба, ни во столов немам доверба како е направено. Значи мора да се работи, да се врати довербата во институциите. А тоа не е лесно, не е преку ноќ. И затоа треба да бидат луѓе со интегритет, кои што немаат купени дипломи, кои што имаат нешто позади себе направено, сакаат нешто да направат. А ако дојде партиски луѓе, ова е бил моје дете, ова е бил нечиво дете, државата, како што гледам оди надолу, јас сум личниот интегритет е во прашање. А се подготвуваат законски измени со кои повторно ќе се формира еден вид на контролно тело кое беше укинато со регулаторната гилотина и кој овој пат задолжително ќе мора да проверува документација и каква е состојбата на терен. Требаше ли да се случи Кочани
за да почнеме да не веруваме, или што би рекле на Жими мајка, дека нешто некаде е добро и да се ставаат потписи. Тоа го докажа Кочани, дека собственикот си доаѓал, викал ја имам противпожарна заштита и се ставал потпис. Дали навистина да, си го штиклираш и се става самиот собственик и сега ќе ги менуваме законите, но пак останува на институциите дали ќе профункционираат. Имаме ли капацитет да го смениме тоа? Ако мислите на бројност, имаме едно поприлично добро вработена, пополната со бројки администрација која што тоа може да го издржи. Али се жалат не била соодветни. Тие што треба да работат нема доволно, туку работни места кои што нема доволно работа, конкретно инспекторатите. Тоа е прашање на внатрешна организација која што, како ви кажам, на крајот на криштата мене како граѓани не ме интересира. Има луѓе кои што за тоа се платени во оваа држава да ја организираат администрацијата, онака како што инспекторатите и кои да е други институции да ги организираат онака на начин кој што ќе овозможи напречено функционирање на тие институции. Ние, иако не се лажам за Ласкар, си утврдивме дека самостојно си давале решенија за техничка... Собствениот технички преглед на собствените... собствени решенија за технички прием. Знаете како се поминува едно тестирање за лекарско уверение за возачка дозвола? Така што ќе ве прашаат, слушате добро, слушам, носите научари, не значи гледате добро. Имате притисок, не, психолошки вака како стоите, добро. Подобен сте за возач. Значи, не правиме муабет за тоа дали имаме капацитет, правиме муабет повеќе за тоа дали имаме интерес. Работите да ги мрднеме од мртва точка и кога зборувам дали имаме интерес, дали секој од нас подеднакво го има тој интерес, и дали сме подготвени кога ќе забележиме дека оние кои што се носители на власта го немаат тој интерес или имаат некаков поинаков интерес, гласно да реагираме. Заради тоа што не е само, како ви кажам, ако чекаме интегритет да има министерот за внатрешни работи, а не чекаме барем исто толкав интегритет било кој полициски службеник да има, нема многу далеку да стигнеме. Министерот може да има колкав и да е интегритет, не овој кој да е министер за внатрешни работи, ако оние кои што прават увид и записник по сообраќајна незгода, или од кога ќе утврдат дека некој возел со поголема брзина, можат место едно име да го стават моето, зашто го слушнале денеска на телевизија, тука завршува приказната со интегритетот. Почнува тогаш кога ќе почне да функционира системот на секаква одговорност на тој службеник или на инспекторот кој што знаел дека нешто се случува, а не отишол да изврши инспекцијски надзор или потпишал дека се е окей заради мој човек овој ќе среди. Се извинувам на несоодветниот јазик на телевизија, ама тоа така вообичаено се кажува. За жал се е политички поврзано. Кога зборуваме за политички поврзано, имам чувство, еве и денеска излегува дел од пратениците, поточно од опозицијата, од Левица и од Социјалдемократскиот сојуз да се видат поточно ги повикаа семејствата, ги повикаа пратениците пред собранието, само он не се одзва, но имам чувство дека во еве месец и половина помина од несреќата, политичарите како да се држат на страна од сето тоа, им замеруваат дека не беа во Кочани, не беа со нив, не им дадоа поддршка каква што требаше, дури и морална, нели, истрагата ја води обвинителство, ја води истрагата МВР, ете денеска ги се пожалија на претениците дека дури од изборната единица каде што се не добиле поддршка, се повлекуваат ли политичарите знаејќи дека со поминување на времето не сакаат да се инволвираат или чувството на одговорност е посилно, па не сакаш да се соочиш со тоа што може би си го предизвикал со некој свој потек? И не сакаш да се соочиш, бидејќи се плашат, бидејќи власта сега опозицијата во било кој период имаат своји такви трагедии. СДС, модуларната болница, Ласкарци, Бесетра, сегашната власт ја има Кочани. И сега дојде опозицијата, што е и то за поздравување, Левица, но треба да си спремен да го прифатиш гневот на граѓаните, на народот, на тие што те гласале, бидејќи тие ти дале доверба за да ги браниш нивните интереси.
но за жал, според мене, треба да додат во Кочани. Значи, треба и да излезат сите, па и да им викаат и да бидат навредувани. Сепак, тие се носители на јавна функција и мора нивната точка на издржливо да биде поголема, повисока. И овој случај се надевам дека ќе извлечат поука сите они кои што сакат од граѓаните да ја добијат довербата, ево сега се локалните избори, ќе извлечат поука дека вакво однесување не треба. Дека треба да се соочат со одговорноста. Значи, треба да се соочат и со последиците. Ако дозволите. Да, повелете, тоа сакав само да се надополнам локалните избори, па ќе видиме кого од политичарите по градовите и по селата и бараат поддршка, многу убаво, но како ќе се оди во Како Кочани, после тоа ќе Кочани видиме. сега ќе... Знаете што, вака да расчистиме некои работи, барем јас чувствувам потреба, ако на крајот на криштата за себе да ги расчистам. Ниедна од несреќите која што се случи, не се случи на власта. На која и да е власт. Им се случи на граѓаните и се случи на државата. Заради тоа што во моментот кога ги изедначуваме властите со државата и партиите со државата уште потрагично, им доверуваме многу поголемо значење отколку што треба да го имаат. Дали требаше да се соочат? Да, требаше да се соочат, најмногу институционално, користејќи ги механизмите кои што им стојат на располагање. Како извршна власт, како судска власт и како законодавна власт на крајот на криштата, сите три подеднакво важни, заради тоа што ние бевме сведоци на фактот дека законодавната власт во првите колку беше 15 на 20 дена од несреќата не презема ни една од надлежностите кои што ги има, а кои представуваат контролен механизам за заштита на човековите права. На крајот на криштата поосновно од ова, од правото на живот, нема. Од тука јас не се чувствувам комотно кога ова сега ние го доведуваме во контекст да ги видиме сега какви ќе бидат на локални избори. Со наведната глава како и досега за ова прашање. Се додека не ги впрегнат секоја од институциите, механизмите кои што им стојат на располагање. Дали тоа ќе биде Државната комисија за спречување на корупцијата, која што од Ласкар Ципанавака исто така можеше да презема определени активности, не сум сигурна што се презема, и Горан ќе ни каже, и она што сегашниот состав, така да речам, без функција председател во моментот, но тоа не го спречува се уште да врши функцијата, што секој од институциите во системот ќе преземе. Заради тоа што институциите, помеѓу институциите и политичките партии, еднаш за секојаш треба да научиме дека не смее да постои знак на еднаквост. Кога мислев за власта, значи во нивно време, значи за време на нивно владење се случија нормално, тоа е нормално дека тоа е на граѓаните, таа трагедија. И граѓаните затоа треба на избори конкретно два пати да размислат за кој ќе гласаат, не да гласат ако сум јас убав, или ако дојде кај мене, или ако му дадам вреча брашно, или не знам нешто. И граѓаните треба да размислат после Кочани и сите други работи, и се тоа што се случи, СЈО и така натака, за ДКСК, за председателката. Треба граѓаните, значи, а тие се паметни и знаат како да одлучат и како да постапат. Тука ќе направиме првата пауза за реклами и потоа одиме со она што се случува со ДКСК и со истрагата против председателката на антикорупцијска. Втората тема која денеска ќе ја разговараме, ќе ја дебатираме, она што се случува околу Државната комисија за спречување на корупцијата, поточно ситуацијата кога првата антикорупционерка е во истрага за оддавање на државна тајна. Со мене во студиото е, како што најавив и на почетокот, се професорката Неда Здравева од Хелсиншкиот комитет за човекови права и Горан Трпеновски, поранешен член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Горан, еве,
како поранешен антикорупционер, каков удар за легитимитетот и интегритетот на комисијата е откривањето на една службена тајна и ова што се случува таму со истрагата против претседателката на комисијата и како гледате на целиот случај? Загрижени сте поради уривањето на угледот и она што претходниот состав во кој бевте вие успеа да го изгради ДКСК во една институција која имаше висока доверба од граѓаните во борбата против корупцијата, беше многу отворена, транспарентна и ова што се случува сега. Незгодна ситуација, ова е црна дамка за ДКСК за незината работа. Сметам заради постапка на една личност, не треба да биде заложник целата институција и целата институција да се смета дека е осомничена за, не знам, за корупција или за нефункционалност. Комисијата и може да работи без претседателката. Значи имаат замени кои што ќе заменува, членовите, добар секретаријат има, добро е спремен, барем ние дорбевме таму. За нашите предмети, барем јас што соработував со нив, спремни си, има добар генерален секретар. И сега оваа црна дамка зависи и се надевам дека членовиве ќе успеат да вратат довербата и дигнитетот на институцијата, бидејќи ние ко не избра, значи составот, јас што бев, довербата на институцијата беше ниска, да не речем нула. Да ве потсетам, претходно имаше претседател комисијата кој што не даваше на увид на новинарите имотната состојба на поранешниот премиер и не даде увид со образложение, ај ова прашање да затвориме за век и веков, амин. Тоа не треба да ни се повтори. Јас уште новинар кој бев во дигиталната редакција, сакам да кажам, ја откривте финансиските малверзации во ДКСК и дада поголемиот дел оставки и се направи новиот избор. И тоа беше и мојата така од комотна позиција од новинарството, да видам, да отидам во една таква институција за борба против корупција или за, не знам, за тоа што сум слушал, да пробам да нешто да преземам. И многу беше тешко, значи урнисано беше целиот углед, но со транспарентноста, јавноста, значи ние бевме познати за отворени бевне заедност. Значи секој новинар, секоја странка можеше да дојде, да види за свој предмет. Нели се вика предметите ги чуваш во фиока. Кога ќе дојде, ја вика мене предметите ми се на биро, дојди, ајде заедно да видим. Значи стварно ја отворив на институцијата, предмети се отворија, за жал претходната власт. Но кон што се води ова што се случи? Претходното е реномена на претходната комисија не е познато, но кон што може да води ова? Ова води кон разнебитување на институцијата и затоа викам не е фер сега заради постапката на една личност да сите да се заложници. И сметам дека претседателката треба да се повлече од функцијата додека не заврши истрагата, бидејќи таа како носител, како лик на институцијата, таа е одговорна за интегритетот на таа институција. И сега механизмите за евентуално незино разрешување се лимитирани. Затоа малку подолу ќе зборуваме, тоа е во надлежност на собранието, дали ќе покрене и не. Господи Здравева, ДКСК и во минатото пред 10 години имаше своји неславни денови со сериозни импликации за политички влијанија, некој од нив и господинот Трпеновски ги спомена, поврзано со политички партии, но ова што се случи многу наликува на оно што му се случи на СЈ, од една институција која сите ја гледа како за борба против корупцијата, челниот човек, ја не велам сите, челниот човек да падне токму на испитот на корупција и на влијание. Дали ДКСК е новото СЈ? Со должна почит дека имаме се уште пресумпција на невиност како една од основните права во постапката на сите кои што се осомничени за сторено кривично
кривично дело, така и во оваа ситуација. Од тука како правник не можам да одговорам поинаку, само да кажам дека треба да навистина да чекаме како ќе заврши истрагата за да видиме такви паралели. Јас не би правила од проста причина што станува збор за институции кои што имаат сосема различна поставеност. Она што би сакала сепак да го потенцираме дека во составувањето на Државната комисија за спречување на корупцијата една важна улога има невладиниот сектор, која што овој пат беше целосно занемарена. Ако вие го видите бодувањето на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата, за овој состав зборувам, бодовите на политичките партии наспроти бодовите на представниците на невладиниот сектор и медиумите, станува збор за превртена пирамида. Колку се повисоки поените кои што ги даваат политичките партии, толку се пониски поените кои што ги даваат представниците на граѓанското, на организациите на граѓанското општество. Тоа дотолку повеќе ја потенцира важноста за департизација на вакви институции. Тоа дотолку повеќе потенцира зошто е битно учеството на граѓанскиот сектор во донесувањето на одлуките. За жал не влијаја многу, така е поставен системот, но останува тоа дека постојат граѓански организации кои што и така ја следат работата и на Државната комисија за спречување на корупција и други процеси кои што по дефиниција би требало да ги следи Државната комисија за спречување на корупција, може би не била особено доследна во тоа. Додека зборувавте, на екранот се покажа токму бодувањето за председателката на Државната комисија за спречување на корупција и таму евидентно е од политичките партии се дадени, од представниците на политичките партии бодувањето е по 100, од граѓанскиот сектор е тоа драстично помалку бодови се дадени и тука господинот Трпеновски се постава прашањето дали дури има издвоено мислење од представничката на граѓанскиот сектор, поточно Снежана Камиловска-Трповска од Македонскиот центар за меѓународна соработка, кој инаку исто така дел од платформата за граѓански организации за борба против корупцијата, каде што во издвоеното мислење кој платформата ја прифаќа и застанува за неа граѓанскиот сектор, дека е нејасно како се постигнат компромис за селекција на кандидатите меѓу партиите и слабите интервјуи, одбивањето на одговорот на директни прашања за општествени состојби како процесот на заробеност на државата, високопрофилни случаи кои се веќе предмет на работа на сегашната ДКСК не дали одговор, се констатирани во извештајот на Европската комисија, добиваат високи поени, додека кандидатите кои имале подготвено за директни и недвосмислени одговори биле многу ниско оценети од политичките. Представниците на политичките партии и представничката на граѓанскиот сектор нотира како е направен компромис. Евидентно е дека е направен компромис во бодувањето. И тука може да се извлече единствената и потенцирам со пресумција на невиност паралела со поранешната обвинителка која што го водеше специјалното јавно обвинителство, која исто така со компромис на политичките партии ја доби довербата, да кажам, во избраниците од избраниците на народот да води еден особено тежок и сложен правен процес, но и не само правен процес кој што кај граѓаните преку која градеа, условно кажано, довербата дека сите може да одговараат во оваа држава, како тоа заврши на крајот видовме. Така што јас тука би завршила со тие паралели и повторно се поставува она, знаете, партијата наспроти институцијата. Но механизмот беше создаден, токму да се намали влијанието на партиите, затоа и беа граѓанските здруженија вклучени, но најдо уште еднаш политичките партии механизам како да го изиграат системот. Дали ова потврдува дека политичкото влијание и пресуди на антикорупцијска после вашиот состојак кој беше прв избран на ваков начин?
Иди Тамара. Значи, од моето 23 годишно новинарско искуство и следење на 20 години на парламентот, значи во сите негови пори ги знам, за жал, се е политички договор. Значи, партиите секоја се договарат и прават консензус. Се обидуваат прво да најдат консензус и се обидуваат да најдат консензус и со невладините за нашиот избор. И мислам дека за нашиот избор се успеа да се најде некој баланс, додека за сегашниот избор партиите ја имаја примарната цел на невладините организации, се договорија не ги маргинализира нивните бодови, туку најдоа начин како да биде се демократски, се биде јавно, све да биде законски, а пак да се ги изберат своите членови. Инаку гласовите и на невладините и на партиите тамо е исто, значи парламентот те бира. И нас не бира парламентот, значи тамо се политички партии. Сега зависи од нивниот интегритет што сака да постигнат. Интересот е пред интегритетот. Партиите си го гледаат интересот. А за Катица Јанева, добро е за паралела, не сакам ни да помислам дека ДКСК може да ја снајде судбината на СЈО. Бидејќи Катица Јанева, незиното, тоа што се случи, ја уби последната надеж во правната држава и владењето на правото. Дека сега од сите тие актери, само Катица Јанева мислам дека е во затвор. Дали ова покажува ево што се случи со изборот, вака со бодувањето што сега се удира, да кажам, и сега, и тоа беше актуелно и тогаш, реагира граѓанскиот сектор, и тогаш имаше во јавноста, но некако помина. Се избра комисијата, сите очекувавме да се продолжи во по тие стапки, но дали се покажува дека можеби овој механизам треба да се смени? И дали како платформа за борба против корупција или како Хелсиншки ќе иницирате некаква промена и повеќе контрола на како се бираат не само на ДКСК, и тоа на другите независни тела членовите? Добро, ние истата дискусија имавме кога стануваше збори за некои најавени промени во антидискриминацијската комисија и при предходниот избор на предходниот состав и обидот да се секогаш кога се загрозени или онаму каде што се кога станува збор за ваков вид на институции, тамо каде што сметаме дека ајде така да кажам, гласноста на невладиниот сектор може да помогне, да придонесе, да унапреди определени процеси, подеднакво гласни ќе бидеме во врска со тоа, без разлика дали тоа некому се допаѓа или не. Да, мислам дека и понатаму, не мислам, сигурна сум дека и понатаму ќе може од нас да се очекува дека ќе дадеме забелешка не само по ова прашање, туку по сите прашања кога вие имате судир со она што е очекувано од некој носител на јавна функција или од јавната функција и кој е назначен за носител на таа функција, така што ќе бидеме здодевни и понатаму. И треба да бидете здодевни и да им дишате во врат сега колку е успехот. Механизмот се промени, но пак најдоа дупка во механизмот политичките партии. Не, механизмот е добар, но сепак постоело процеп каде што очигледно интересот на политичките партии бил идентичен. Знаете, токму за тоа зборуваме. А кој е тој интерес на политичките партии? Кој е интересот да немаме механизам кој ќе овозможи целосна, ај на глас да го кажеме, кој што ќе овозможи независна контрола на нивното работење на сите политички партии, на сите носители на јавна власт. Каков може да биде тој интерес? Наиронично го поставувам ова прашање. Зарем во сите нивни политички програми, кога граѓаните не бираат нели по убавина и за вреќа брашно, како што рековте, кога ги читаат
па нели владењето на правото, правната држава и сите останати флоскули кои што може да ги наредат се на врвот од нивните програми и од нивниот политички интерес. Така што веројатно треба да почне малку по гласно да се зборува за тоа дека секое постигнување на некаков компромис или договор меѓупартиски кој не е насочен кон владењето на правото, правната држава, отчетност и одговорност на сите носители на власта е договор кој што не оди во прилог ниту на граѓаните, ниту на државата. Да, затоа ево јас ќе пробам да дадам одговор за политиката, политичките партии. Тоа е супер сето тоа, али ево пример јас како политичар или партија, ако тоа го применам, ќе треба сам да се уапсам. Не ќе можам да правам малверзации, не ќе можам, не знам, тендери, мито и претходно исто. Фактички, дал власт, дали опозиција, било кога во сите периоди, ако гледате, сите се ортачени. Ги носат законите и ги носат да не одговараат. Ево, конкретно имавме за ДКСК, за службените возила. Знаеш дека нема ставка да одговара, ти можеш да си го возиш, значи се зборува етика, морал, ова. Нема ставено дека за тоа се одговара. Значи се ги прават законите за политиката. И затоа е тука невладиното општество да удри на таа работа. Инаку од ДКСК. Дозволете. Значи дали една од надлежностите на Државната комисија за спречување на корупцијата е меѓу другото проверка на законите за колку се антикорупцијски непропустливи. Се тоа го направивме ние. Значи, како ви кажам, ако вие како член на Државната комисија за спречување на корупцијата сте знаеле дека секој политичар во оваа држава е носител на таа функција само за, како рековте, мито, корупција и сите се сплеткани меѓу себе, тогаш знаете како, зошто постои Државната комисија за спречување на корупција кога незините членови знаат дека е тоа така или комисијата како таква знае дека е тоа така, а на тоа немаме никаква правна разрешница. Што е тоа што недостасува во системот на на функционирање на Државната комисија, но и Државната комисија за спречување корупција е дел од системот. Таа не постои на никој дел од системот, значи ние ги сето тоа што го кажа, значи ние сето тоа им ги доставивме, законите, дупките во закон, значи во урбанизмот, во екологијата, предмети им давне за криминал, значи сервирани. И за жал претходната власт не сапеше несериозно, не байпасира. Дури формира и Министерство за толку е големо името, не можеш да ми го запамтиш за борба против корупција, што сакаш да ја байпасира ДКСК, но ние бевне, се чувствувавме како Дон Кихот против ветерниците сами. Јавно зборувавме и затоа ни беше клучни новинарите и медиумите на владиниот сектор. Тие ни беа големата надеж и ние кај што можевме да збориме. Инаку, сето ова, кочани, што се случи, значи ние поднесовме за лиценците за Скопје. Значи ние направивме анализа на закониве на сите чрез урбанизм. Сите ризици од корупција, значи во секоја институција, исто и во ДКСК. Точно направено кои се ризици на корупција, што решенија. Но, за жал, другите институции не беа партизирани. И не може никој да му убеди дека ниедна власт не може да се дигитализира. Уште ние кога имавме проблем со софтверот. Не може ниедна власт да најде лиценца или не знам софтвер, да најдат компјутери и тоа за да може да се контролира имотната состојба и други работи. Нема, може. Али за жал неказнивоста и партиското влијание може само на еден начин да се трне. Една изборна единица, нов изборен систем, да имаат граѓаните за послободно да гласат. Вака како што е поставање,
Да, тоа е веќе во како се бираат народните избраници и потоа власта, но дали ова што се случи со ДКСК, да се вратам на довербата и каде не води, прави штета и на другите институции кои се борат против корупцијата, бидејќи луѓето се и сами споменавте и нема да доверба. Едно скептични се дека некој нешто навистина прави добро. И кога имаше една доверба, а ДКСК уживаше доверба од граѓаните, и тоа беше нотирано и во сите извештаи на Европската комисија, дека една од институциите кои добро работи, најнаш имаме една ваква дамка, ајде да ја почитуваме пресумцијата на невиност, има дамка на своето работење и не само ова, во изминатите 14 месеци имаше некои контраверзни одлуки околу тестот за англиски јазик на Имаше. Да, имаше. Сега последниот беше за јавните набавки, поточно за пристап до информација од јавен карактер, кога се јавните набавки. Значи, има некој контроверзни... Па за судирни интереси или другото и на некој од избраните членови во комисијата. И се тоа фрла една повторна дамка врз ДКСК и дали тоа влие кај луѓето дека ја губат надежта дека навистина постои институција во државава која се бори против корупцијата? Тие дамки се барем јас имам впечаток дека се таложат една на друга и дека постои генерална недоверба во институциите на системот со мали ситни времени проблесоци, како што не знам во некој момент кога ДКСК објавила некаква своја одлука или некое свое наоѓање. Ниска доверба имаат сите институции на системот, и судската, и извршната, и законодавната власт. За многу мал број на процентни поени се разликуваат една од друга, иако најчесто е напаѓана судската власт како најмалку доверба, и подеднакво ниска доверба уживаат политичките партии. Ама за тоа тие треба да се секираат. Јас нити се занимавам со политички партии, нити се занимавам со политика. Тоа е веројатно нешто со кое што тие сами со внатрешните механизми ќе треба да се справат. Но вакви постапки, кога составот на оваа комисија е обележан во неговиот избор, барем кога станува збор за невладиниот сектор, заради начинот на кој што е направен овој избор, со сета чест на исклучоците во неговиот состав. Јас не верувам во генерална амблок колективна одговорност дека ако еден или првиот човек на институцијата се покаже во некоја постапка дека не постапувал соодветно согласно законите и дека ја злоупотребил својата положба или несовесно вршил во работата или не Боже оддал државна тајна, дека тоа значи дека целата институција не чини. Но верувам дека сега членовите на Државната комисија за спречување на корупција ќе имаат двојно повеќе работа и двојно поголема одговорност пред јавноста да докажат дека навистина се подготвени да ја разбијат оваа фама околу тоа дека тие се партиски луѓе. Наследното прашање ќе преминам, но прво ќе одиме на блок реклами, бидејќи ми сигнализираат дека е време за тоа, но задржате ја мислата, одиме токму на соопштението од Државната комисија за спречување корупција, која беше објавено вчера, дека ова нив нема да ги попречи во работата и во интегритетот. Одиме на реклами па продолжуваме. Продолжуваме, во завршницата сме, имаме уште многу прашања, но барем на дел од одговориме ќе биде целисходно. Како што кажам, со мене во студиото се професорката Неда Здравева, председателка на Хелсинскиот комитет за човекови права, и господинот Горан Трпеновски, поранешен член на Комисијата за спречување на корупцијата. Господинот Трпеновски, застанавме до антикорупцијска, поточно до соопштението кое се огласија вчера дека ова нема да влие врз нивниот интегритет, дека ќе продолжат да работат независно и ефикасно, но во соопштението антикорупционерите не побара оставка од својата председателка, барем со тоа да им ја улесни работата. Таа сега, колку што барем информациите, не доаѓа на работа, тоа барем до вчера информациите. 6 месеци има право, но 6 месеци има право неоправдано, што
за обичниот смртник кој 3 дена ако не се појави на работа, има отказ, добива отказ, ваму малку функционирате до 6 месеци, но добро, тоа е друга тема. Ваш коментар за соопштението на вашите колеги како антикорупционери за утврдување на индивидуалната одговорност, која рековте дека така треба, но сепак без било каква насочување кон претседателката, едноставно го игнорира тој момент, да кажам, дека не ја повикуваат на одговорност, барем од морални причини да се поднесе оставка и да ги ослободи од бремето. Добро, сега, можда како колеги се штитат, инаку кажавме тука дека презумцијата на невиност мора да се почитува. Треба за мене интегритетот кај претседателката, за да не ги става во незгодна ситуација колегите, да си се повлече од функцијата. Сега, јас да бев, например, јас би ја повикал да си даде оставка, за да можеме ние да ја завршиме целата работа. И, што кажавме тука, мора сега останатите членови, значи дупло да работат, довербата за да ја вратат. Проблем не се толку предметите, има 6 души за работа, значи може да функционира. Проблем е како ќе пријавиш корупција. Сега јас сакам да пријавам корупција, не знам, на некој функционер. Јас пријавувам и кај сум сигурен јас дека мојата пријава, ако не е анонимна, дека ќе му дојде до функционерот и ќе рече, абе, ти си ме пријавил во ДКСК. И каква е довербата кај институциите што ги доставуваат податоците до ДКСК, бидејќи како комисија располагаме со стварно сензитивни податоци. Јас, например, во проверка на имотната состојба влегувам во сметките на граѓаните. Значи, јас влегувам во фамилијата и јас ги проверувам сметките на целата фамилија. Са тамо се и се што, значи можеш да видиш, знаеш, нека синот крие од таткото и така натака. И тука е стварно таа доверба мора да ја вратат. Многу мора да се пази на таа приватност. Дека стварно податоци да располагат, од банки податоци, имот се. Што правиме сите тие податоци, ја можам да ја дадам на другиот и знаат точно што се бара, како се бара и да имаш реперкусии. И затоа мора комисијава да се отвори. Значи, за било кое барање, дали на новинарите, дали на невладиниот сектор, мора да соработува. Дека клучна е соработка за ДКСК на невладиниот сектор. И треба, не партиите, туку треба невладиниот сектор да има поголемо влијание во ДКСК. Тие заедно се соработуваат и заедно треба да бидејќи превентивна е функцијата да се спречи. И се надевам дека ќе го вратат кредибилитетот на институцијата за која стварно многу труд вложив. Здравева, дали потребен е ревизија на механизмите на внатрешните контроли во институциите кои се борат против корупција, но и другите институции, и дали можеби во овој случај е потребна целосна ревизија на работењето на ДКСК за да се врати довербата, се покаже дека се било во ред, дека ова е изолиран и индивидуален случај за еден случај, како што вели господин Трпеновски, ние сега не знаеме дали и по другите случаи како што се случува внатре. И дали функционираат тие механизми и на контрола, но и на интегритет. Прашањето на контрола и на интегритет и конечно на борба против корупцијата не е прашање само на една институција, туку е прашање на секоја институција во системот. Од тоа дали знаете, а каква доверба се едно, не сакам да ги вртам тезите, ама каква доверба има работничка кога ќе пријави во инспекторатот за труд дека незините работнички права не се остварени заради бременост или барање на прековремена работа. Знаеме, слушаме што се случува во текстилните фабрики, особено во државата, од инспекторот за труд дека ќе постапи или некој кој што е локално труен од бесправно изградена локална сандвичара. Мислам, така што систем на контрола внатрешна и на внатрешна одговорност мора да постои во секоја од институциите на системот и тој систем мора да биде сложен до толку повеќе
за да не се претвори во лов на вештерки и да не се искористи за некакво меѓупартиско подкусурување како ќе се промени власта онака како што зборувавме до сега, вклучително веројатно и на Државната комисија за спречување на корупцијата, за тоа кои се надлежностите на собранието кога именува, но не само собранието и другите институции кои што имаат такви надлежности на именување, како на пример судскиот совет или јавнообвинителскиот совет, но и надлежностите кои ги имаат кога треба да разрешуваат од функции. Така што тоа навистина станува збор за еден многу поголем и посеопфатен проект, ај така да кажам, иако кај нас зборот проект не е многу популарен, заради тоа што знаеме дека проектите граѓаните ги чинат секогаш малку повеќе, пошто некој треба да се вгради во нив. Го споменавте одговорноста и тие што ја даваат, значи ги бираат граѓаните, ги бираат телата, во овој случај тоа е собранието и во случајот на ДКСК и на другите независни тела, поточно тие сите одговараат пред пратениците и пред собранието, но дали има механизам, дали има основ собранието да постапи по овој случај. Да, сите зборуваме за пресумпција на невиност, но не можеме да го избегнеме фактот дека самата дамка е дамка за целата институција. Значи, кога ќе се извлекате, ќе одите и ќе сакате да се исчистите. Така што предпоставувам дека кога се случуваат на вакви институции, вакви работи, сепак малку сензитивноста треба да биде, да не биде тоа по законот ние. Тука да, законот кажува кои се условите, но дали моралната одговорност може да покрене. Кој има ли собранието основ било што да направи во овој случај сега? Формално на хартија нема она што сакам навистина да го потенцираме, знаете, дали дамка од вода и ќе се исуши или од зетин, народски кажано, помалку потешко ќе се извади. Јас повторно ќе ја споменам пресумпцијата на невиност затоа што можеме да шпекулираме ние до 101 и назад, дали нешто е направено или не е направено, на крајот на криштата се уште се води истрага. И јас не се чувствувам комотна да коментирам во ваква ситуација, бидејќи тоа право на заштита на презумпцијата на невиност за секој од нас како граѓанин е подеднакво важно како нашето право да пријавиме корупција, ако не и поважно, бидејќи токму зборува за одговорноста на институциите. Дали господјата чувствува некаква морална одговорност во ваква ситуација? Не знам, не можам да знам. Дали треба да чувствува? Веројатно јас на нејзино место исто така би чувствувала да бидам вклучена во било каква постапка која што може да влијае на довербата во институцијата во која што работам, но во овој момент мојата експертиза не е во областа на строго во организацијата на системот на антикорупција кај нас. Од она што јас знам, релативно врзани му се раците на собранието во овој момент, освен ако не влезе во едно широко толкување на законите, што само по себе е друга замка. И за крај, господин Трпиновски, само што може да дополнам, значи законска основи не, за сега е сигурна во својата функција. Значи од условите што се предвидени за разрешување, одавање државна тајна не влегува. Од една страна, според мене, мислам дека е добро што така лесно не може собранието да промени или да поднесе предлог за оставка, бидејќи за воиднина, ако има некоја направат поблага одредба, може и понатака да си играат како сакаат, да се употребува. Презумпцијата на невиност е најбитно, значи ова докажува дека на Македонија и требаат силни, независни институции, луѓе со интегритет. Дали за морал? За жал, моралот во Македонија, барем досега, е математичка непознаница. Во Македонија досега мора само да се умре, ништо друго не мора. Све што е поврзано со морал, овде
не Македонија функционира. многу ретко се давале оставки од морални причини, а и не биле прифаќани од надредините Сега да не на тие што повторуваме, ги пред 20 години имаше што ги што се поднесувале, сеќавам. така што еве за крај многу кратко со по два збора што ќе биде клучно за враќање на довербата во ДКСК. Еве, не зборуваме за оставки, што ќе биде клучно, ама навистина кратко според вас. Клучно за мене е транспарентноста, јавноста и членовите во сите предмети и сите оние барања како што се на невладините организации, новинарите, граѓаните за сите предмети јавно да носат одлуки и сето тоа да споделуваат на сајтот. Само транспарентност и јавноста е за мене спазва борба против корупцијата и клучот. Сето друго И за е интегритетот и така натака. Целосно искористување на механизмите што согласно закон им стојат на располагање. Ви благодарам на одговорите, на учеството. Се надевам дека разјаснивме некои работи, остана многу неодговорени прашања, но се надеваме дека разврската околу случувањата во ДКСК ќе дадат појасна слика за тоа во која насока и како ќе се движи овој случај, но и како се тоа ќе влие врз борбата против корупцијата во земја. Ви благодарам што не следевте, останате со програмата на Телба, имајте пријатна вечер.